Сведоци сме дека цели 9 дена стружани се гушат во неподнослива смрдеа од чадот кој се шири од депонијата, оддалечено од Струга 1 километар. Како дојде до настанување на овој сериозен проблем? Ова е навистина сериозен проблем со кој што се соочуваат Стружани и околните населени места во овој регион. И јас одговорно можам да кажам дека ова е проблем на несреќно избрана локација од страна на локалната самоуправа, градоначалникот кој што ја избрал таа локација, без да за тоа ги консултира или ги прифати препораките кои што доаѓаат од оние институции кои што за тоа се меродавни да ги дадат своите мислења, иако Стружани и самата локална самоуправа увиде дека е направен погрешен избор на локација и ружа на ветер кој што тој чад за депонија која што не смее да се пали и да чади е избрана таа која што е избрана, побара промена на локацијата. За жал, иако од страна на Министерството, тогаш кога јас бев во Министерството се уште, им посочивме дека треба да изработат студија претходно за оцена на влијание на животната средина, која што треба да биде соодветен стручен документ, кој што ќе ги даде сите препораки како таа депонија треба да се изгради, односно тоа сметилиште, за да може да се дислоцира. Тоа се уште до денеска во Министерството за животна средина таков документ не е доставен, што значи дека општината Струга не ги прифатила и препораките на Централното министерство за да избере локација најсоодветна, најприфатлива, која што ќе може да го реши овој долгорочен проблем на општина Струга. Како познавач на состојбите и експерт на ова поле, колку загадувањето влијае врз животот на граѓаните? Искрена да бидам, влијае. Затоа што тие гасови кои што се создаваат со скапување на сметот, бидејќи тој смет како таков е од органска природа, поголемиот дел од него, и се ствара во самото тоа скапување се ствараат гасови од типот на метан, меѓутоа палењето е најголемиот проблем. Затоа локалната заедница и комуналното предпријатие многу треба да обрнат внимание на горењето на сметот. Од тие причини во самиот закон на отпад и сигурност на едно сметилиште е кажано дека целото треба да биде заградено, дека внатре во самиот простор треба да има цистерна секогаш полна со вода, треба да има земја во доволни количини или песок кој што ќе служи за потрупување и за гаснење на тој пожар. Ако едно јавно предпријатие тие предуслови не ги испорача и чуварска служба 24 сата покриена со видеонадзор за да може да види дали некој влегува внатре. Тие гасови кои што се ствараат со палењето се високо канцерогени, тоа се фурани, диоксини кои што влијаат на здравието на граѓаните и тука мора локалната заедница и комуналното предпријатие многу посериозен пристап да имаат кон решавање на овој проблем и час поскоро да изнедат начин како еве сега јас им ги кажав насоките кои се за да можат овој проблем како таков да го решат примарно, а понатаму сериозно да се зафатат за трајно решавање на проблемот. Кои треба да бидат мерките за изнаоѓање долгорочно решение за решавање на овој проблем? Во Законот за отпад и планот за управување со отпад и овој регионалниот план се третира долгорочното решение регионална депонија со избор на таков простор каде што таа депонија ќе се гради по сите стандарди и по сите мерки кои што технички како такви мора да бидат задоволени. Мора да се направи третирање на исцедокот на отпадот, постојано да има тоа се вика такви комори каде што по прописи се селектира, се гмечи физички како таков, не дозволува обемот да биде да се трупа депонијата за кратко време да прифаќа голем простор, а од друга страна ќе мора да се третираат сите типови на отпад најсоодветно и да се оди во принцип на максимално рециклирање, селектирање дури во самите домови. Стружани најавија граѓанска непослушност со блокади на улиците и неплаќање на сметки кон јавните предпријатија ако сето ова не се реши. Кажете ми каде ја гледате конечната разрешница на сето ова? Граѓаните во овој момент тоа го прават од револт, затоа што посебно сметам дека го прават оние кои што плаќале и бараат тие средства што ги дале да ја доживеат таа услуга и да имаат чист град и да имаат заштита на своето здравје. Меѓутоа, мојот апел е да плаќаат сите, бидејќи ако има наплата
на помалку од 80-90%, што во Европа, кон која се движиме, е незамисливо да постои граѓанин кој што нема да извршува таа еколошка обврска или таа плаќање за отпад, тогаш ќе се соочуваме со вакви проблеми и ако локалната самоуправа дополнително не е спремна да прави одредена доплата од својот буџет за решавање на овие проблеми, ние ако поминеме по патиштата на Република Македонија, во самите речни корита ќе видиме тони и тони исфрлен градежен шут од реновирање на куќи и тоа е ниско ниво на свесност на граѓани, посебно во некои определени области, каде што региони, каде што по моите податоци наплатата е речиси минимална и тоа едно со друго не кореспондира. Што треба да се направи со отпадот што завршува по депониите? Моја експертска препорака е таму да се оди со концесионирање или приватно јавно партнерство, да се избере соодветна компанија која што тоа ќе го работи и во тој случај отпадот економски се валоризира. Тоа значи негово селектирање, негово рециклирање, дури и до момент на спалување, значи денеска има такви технологии каде на секаде се применуваат, добивање на топлинска, електрична енергија и максимална заштита на граѓаните и на просторот, на животната средина од ваков тип. Денеска отпадот е економска категорија и постојат земји кои што увезуваат отпад од други држави, околни, за да можат тие технологии, односно изградените капацитети како такви, да ги стават во 100% функција. Господја Липиткова, ви благодарам за разговорот. Благодарам им вам на поканата.